Поплавени улици, дворови, подруми. Ваква е сликата низ неколку улици од Тетово при обилни врнежи. Жителите во овие реони се соочуваат со овој проблем долго време. Тие велат дека решение не е пронајдено, а јавното комунално предпријатие реагира откако водата ќе се излее од канализациите и ќе навлезе во нивните домови. Оттаму пак велат дека секогаш се на терен и ја испумпуваат водата со единствениот камион кој го имаат на располагање. Следните 15 на дена треба да пристигне уште еден, помал со кој ќе можат да стигнат до тешко пристапните домови. Ние како ЕКП значи дека имаме формирана и дежурната екипа, значи дека нашата екипа е 24 сати на работа. Денеска сме имала огромни проблеми кај агрокалишта, значи дека таму е чист сега. Пред сат време сме го чистис. Проблеми си така имаме кај касарната и другиот на градот. Значи дека освен проблеми што го имаме во град, ние имаме проблеми со граѓаните што водата почна да влезе во подруми. Значи дека ние како освен што интервенираме по град, значи дека до сега од сабајле до сега од 7:30 до сега сме имали 5 интервенации кај граѓаните по подруми и по град. Ние како ЕКП имаме само еден камион за чистење канализацијата. Сме за 15 дена, мислам дека ќе имаме плюс еден камион. Тој камион сигурно некои 3-4 години седнеше во гаражите. Значи дека ЕКП ќе биде со 2 камиони и за нас и за граѓаните ќе биде полисе да интервенира кај во потреба. Најкритична е ситуацијата кај кружниот тек кај пазарот, касарната, подвозникот кон Рамстор и улиците кај музичкото училиште во Тетово. Утрово ЈКП интервенирале на 5 места. Ситуацијата е стабилизирана во центарот на градот кај градскиот пазар, но додека траат врнежите изливања ќе има постојано, се додека не се изнајде соодветно и долготрајно инфраструктурно решение.